Добар ден, почитувани колеги. Почитувана представничка од Гевгелија Ангелинка. Наш представник во собранието на Гевгелија, почитуван градоначалник. Врз основа на член 28 од статутот на општина Гевгелија, ја отварам првата конститутивна седница на Советот на општина Гевгелија. На денешната седница се покани Андон Сарамандов, градоначалник на општина Гевгелија, Ангелинка Петкова, пратеник во собранието на Република Македонија, Сашко Јанчев, пратеник во собранието на Република Македонија, представници на општинската администрација, представници на средствата за јавно информирање. На денешната седница се присутни 19 членови на Советот од вкупно 19 членови колку што брои Советот. Според тоа, постои кворум за полноважно одлучување. За записничар е одреден вработениот Благој Картов, а за правник вработениот Благој Ристов. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Верификација на мандатот на членовите на Советот на општина Гевгелија. Точка 1.1. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за прашање на верификација на мандати на Советот на општина Гевгелија. Точка 1.2. Предлог заклучок за усвојување на извештајот на Комисијата за прашања за верификација на мандати на Советот на општина Гевгелија. Точка 2. Предлог решение за избор на председател на Советот на општина Гевгелија. Точка 3. Предлог решение за избор председател и членови на Комисијата за прашања на избори и именување на Советот на општина Гевгелија. Точка 4. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на Советот на општина Гевгелија. Точка 5. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој на Советот на општина Гевгелија. Точка 6. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за статут и прописи на Советот на општина Гевгелија. Точка 7. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за здравствена и социјална заштита и заштита на децата на Советот на општина Гевгелија. Точка 8. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на општина Гевгелија. Точка 9. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за функционирање на системот на локална самоуправа на Советот на општина Гевгелија. Точка 10. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Советот на општина Гевгелија. Точка 11. Предлог одлука за определување членови на Советот на општина Гевгелија за присуство при склучување на брак на подрачјето на општина Гевгелија. Го ставам предложениот дневен ред на гласање. Кој е за, молам нека крене рак. Констатирам дека едногласно е усвоен дневниот ред. Минуваме на работа по усвоениот дневен ред. Не може, не сме уште подпишале изјава, се уште не сме верификувани како советници. Тоа е после точка 3. Точка 1. Верификација на мандатот на членовите на Советот на општина Гевгелија. Точка, ве молам, почитувана Никола, за... Да. Од кога ќе ни се верификуваат мандатите, потоа имаме право на глас. Сега сме се уште избрани, а не ни се верификуване, не сме подпишали изјава. Нема изјава. Точка 1. Верификација на мандатот на членовите на Советот на општина Гевгелија. Точка 1.1. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за прашања на верификација на мандати на Советот на општина Гевгелија. За верификација на мандатот на членовите на Советот на општина Гевгелија се избира комисија за прашања на верификација на мандати на Советот на општина Гевгелија. Според член 6 од деловникот на Советот на општина Гевгелија,
Председателот и членовите на комисијата за прашање и верификација на мандати на Советот на општина Гевгелија ја избира Советот на првата седница од редот на членовите на кои врз основа на постигнатите изборни резултати Општинската изборна комисија им издала уверенија за извршениот избор на последните локални избори. Председателот и членовите на комисијата ги предлага членот на Советот на општината кој председава со првата седница или најмалку 5 члена на Советот. Според член 42 став 2 од статутот на општината, председателот на комисијата е од листата на предлагачот што има најголем број на мандати за членови на Советот на последните избори. Според член 51 од статутот на општината, комисијата се состои од председател и 4 члена. Во консултација со координаторите на советничките групи, за председател на комисијата го предлагам Ѓорги Петков, а за членови Ѓорги Попов, Игор Илков, Цвета Неловски и Ристо Ѓоргиев. Го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Седумнаесет. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека предлогот е усвоен со 17 гласа и 20 не гласали. Значи, за председател е избран Ѓорги Петков, а за членови Ѓорги Попов, Игор Илков, Цвета Неловски и Ристо Ѓоргиев. Точка 1.2. Предлог заклучок за усвојување на извештајот на комисијата за прашање за верификација на мандати на Советот на општина Гевгелија. Верификацијата на мандатот на членовите на Советот се врши на предлог на комисијата за прашање на верификација на мандати на Советот на општина Гевгелија. Според член 42 од статутот на општината, комисијата ги разгледува оригиналите на издадените уверенија од општинската изборна комисија за избор на членови на Советот и врши соодветна идентификација, ги разгледува приговорите во врска со предлозите за верификација и му доставува на Советот предлог за верификација на мандатите на членовите на Советот. Според член 8 од деловникот на Советот на општина Гевгелија, комисијата за прашање на верификација на мандати на Советот му поднесува извештај со предлог на кои членови на Советот треба да им се верификуваат мандатите, а на кои треба да се одложи верификација на мандати. Тргнувајќи од претходното изнесено, ја молам комисијата за прашања и верификација на мандати на Советот на општина Гевгелија да се повлече и разгледа потребната документација за верификација на мандатите на членовите и му поднесе на Советот извештај со предлог верификација. Предлагам пауза од 10 минути додека работи комисијата. Го молам председателот на комисијата за прашање на верификација на мандатите на Советот на општина Гевгелија да го образложи извештајот со предлог за верификација на мандатите на членовите на Советот. Ви благодарам, председавачке, почитуван градоначалник, почитуван председавач, почитувани членови на Совет, почитувани гости, почитувани сограѓани. Комисијата за прашања на верификација на мандати се состана и ги разгледа уверенијата од Општинската изборна комисија Гевгелија и констатираше следното. Од оригиналните уверенија на ОИК Гевгелија беше утврдено дека нема законски, статутарни и деловнички пречки за верификација на мандатите на новоизбраните членови на Совет на општина Гевгелија. Поради ова, како комисија за верификација на мандати, му предлагаме на Советот на општина Гевгелија да ги верификува мандатите на следните членови на Совет на општина Гевгелија: Димитар Веков, Анета Станкова, Александар Киров, Ѓорги Петков, Зоран Димитров, Надеца Ристовски, Карамфил Калчинова, Николчо Петров, Игор Илков, Борчо Стојков, Цвета Неловски, Павлина Миновојичева, Ристо Ѓоргиев, Елена Хачниколова, Ѓорги Попов, Елизавета Сифова,
Елизавета Сивова, Михаил Тодоров, Борче Нечевски и Сара Маркова. Благодаря. Отварям препис и предлагам на Комисията за пращане на верификация на мандата на Съветът на община Гевгелия. Дали некои памет. Констатирам дека извештајот и предлогот за верификација на мандатите на членовете на Советот на општина Гевгелија се усвоени и дека е верифициран мандатот на членовите. Се става на гласање извештајот. Кој е за? Констатирам дека едногласно е усвоен извештајот на Комисијата за верификација на мандатите. Предок решението е констатирано и членовите Димитар Вегов, Анета Станкова, Георги Петков, Зоран Димитров, Надица Ристовски, Игор Илков, Борчо Стојков, Павлина Менова, Ичева Елена Хаджиниколова, Георгија Попов, Сара Маркова, Александар Киров, Карамфил Галчинова, Света Неловски, Елизавета Сивова, Николчо Петров, Михаил Тодоров, Борчо Нечевски и Христо Георгиев. Почитувани членове на Советот, согласно член 38 от Закона за локална самоуправа и член 22 от Статутот на општина Гевгелија, предлагам да дадеме и подпишеме свечена изјава. Ве молам, станете и повторувајте по мене. Си е професионално и не може да взема моето право на професионално. Добър ден, почитувани членове. Ви чествам на изборът на мандата, почитувани явност. Според член 37 от Закона за локална самоуправа, член, който е цитиран по решението на службите за свикуване на първата конститутивна седмица на Советот на општина Гевгелија, и на кое решение е подпишен председавач на първата конститутивна седмица на Советот на општина Гевгелија доктор Елена Хаджиниколова. Значи, членот 37 от Закон за локална самоуправа откршахте още на първата конститутивна седмица. За жал. Не знам защо е така, не ги читат законите, нищо не знам. Първата седмица на ново избрания Совет я свиква председателът на Советот от предходният състав най-дъсно в рамков 20 дена от денот на завършил на изборите. Председател от предходният състав е Волте седи, жив и здрав. Член 1. Чекай малко, я сбора, кизирате сбора. Доколко не е избран председател от предходният състав Волове състав, това ще сликва най-старият член, да, по член по устав брой 2. Вие сега ще направите решението, което издава председавач, не който ще трябва да го издаде предходният председател. С нощ я гледах снимката в Струмица, където финно лепо решението е подпишено от предходният председател на Советот, а не от най-старият член. Значи го кршите закон още от първата седмица. И сега за това трябва да спреме представка до инспекторатът за локална самоуправа, който може да я пълнищи оваа седмица. Видите за злоупотребата функцията. И той ще го направи. Повече не според. Имат закон, който да консултират с другите градови, където вашите съветници победава, както е там. Айде, Павел, Не се определят. Момент, не всяки документ. 2017 не се извинам, чуто от изгаса. 2017 година трябваше Драги Хаджиниколов да води седмица, къде беше известна вода. Не сега, Магдалена Делбовска настъпи. Що е тук според? Не знаме с какво е. Да, ама не сега. Това решение трябва да е подпишено от него. Не, ама село не сега. Почитувани членове на Советот, съгласно член 38 от Закона за локална самоуправа и член 22 от Статутот на општина Гевгелија, предлагам да дадеме и подпишеме свечена изјава. Молам да станеме и повторуваме по мене. Секој ќе се покаже своето име.
сите свеченици. Јас, Елена Качанчевова, свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот на општина Гевгелија ќе ги вршам свесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот и прописите на Република Северна Македонија. Не Македонија, Република. Може да ги подпишем. Свечените изјави ве молам да ги предавате на општинската администрација за да се стават во материјал за оваа седница. Точка 2. Процедурално. Може. Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, иако во моментот јавноста не може да не следи. Моето процедурално това се председавач, значи во минатиот состав на Советот донесовме одлука седниците да одат јавно. Во моментот имаме дојава дека седниците не се на страната на телевизија Нова. Значи нема јавност до самата седница. Причините за тоа не ги знаеме, ама мора да реагираме. Благодарам. Сигурно има пример на интернет. Телевизијата кој ќе има причина, нема интернет. Ке се гледаме по план. Не од наша причина. Може да продолжиме. Точка 2. Избор на председател на Советот на општина Гевгелија. Според член 47 од Закона за локална самоуправа, председателот на Советот се избира од редот на членовите на Советот со мандат од 4 години. Според член 27 од Статутот на општина Гевгелија, председателот на Советот на општината го избира Советот со јавно гласање, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот. Предлог за председател на Совет на општината може да даде секој член на Советот. Изборот на председател на Советот на општината може да се врши и со тајно гласање, доколку за таков предлог на член на Советот одлучи Советот со мнозинство од присутните членови на Советот.
Со тајното гласање раководи комисијата што ја избира Советот на предлог на членот на Советот што предложил гласањето да биде тајно. Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња согласно одредбите на деловникот на Советот на Општината. Молам за предлог за кандидат за председател на Совет. Повелите колега Димитар Вегов. Почитувани колеги, почитувани присутни, почитувана пратеничке, почитуван градоначалник, по координација на Советничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата Твоја Македонија, предлог за председател на Совет во изминатиот 4-годишен мандат ја предлагаме со колешката Анета Стамкова. Благодарам. Благодарам. Дали има уште некој предлог? Ја поканувам советничката Анета Станкова да се произнесе за предлогот. Почитувани присутни, градоначалник, колеги советници и медиуми, благодарам за предлогот за моето име да биде председател на Советот на Општина Гевгелија. Ја приложувам оваа моја усна изјава дека го прифаќам предлогот. Благодарам. Благодарам, колешка Анета Станкова. Го ставам предлогот на гласање. Не е така. Дали има уште некој предлог? Повелите, Никола. Не е така. Благодарам. Почитувани колеги, почитуван градоначалник, Тенешки. Јас имам предлог за колегата Михаил за кандидат за председател на Советот. Тој има завидно политичко искуство, како во партијата, така и во претходниот мандат во Советот на Општина Богданци. Учествувал во проекти, во изработка на проекти, реализација на истите во Општина Богданци. Сметам дека праведно, достоинствено и ќе врши функцијата председател на овој Совет во Совет на Општина Гевгелија. Благодарам. Благодарам, колега Никола. Дали има уште некој предлог? Преминуваме кон гласање за предлогите. Да се изјасни. Ајде, нека се изјасни. Колегата Михаил. Благодарам за кандидатурата. Изјавувам дека ја прифаќам кандидатурата за председател на Совет и се надевам дека доколку ме изберете, нема да го прекршиме Законот за локална самоуправа и статутот на Општина Гевгелија во првите 45 минути 3 пати. Туку ќе продолжиме според законите и прописите на Република Македонија да функционираме како Совет. Благодарам. Преминуваме кон гласање за двата кандидата. Кој е за кандидатот Анета Станкова да биде председател на Совет? 11. Кој е против? Нема против, само за. Добро. Констатирам дека се изброени 13 гласа, а кој е за колегата Михаил? 1 глас, 25. По пребројувањето на јавното гласање, констатирам дека за председател е избрана Анета Станкова и дозволете ми во име на сите членови на Советот да го честитам изборот за нов председател на Советот на Општина Гевгелија. Го молам избраниот председател на Советот да се го заземе местото и да продолжи со председавање на седницата на Советот.
почитуван градоначалник, почитувани колеги членови на Совет, присутна пратеничка, почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Гевгелија. Најпрво од моје име да го честитам реизборот на градоначалникот Андон Сарамандов, да ви го честитам вашиот избор за советници на општина Гевгелија во овој совет од овој мандат. Благодарност за довербата и честа што ми ја окажавте со избор на председател на совет. Нашата цел е заедничка, да работиме транспарентно, конструктивно и во интерес на граѓаните. Очекувам заеднички да го почитуваме и доследно следиме деловникот за работа и воопшто позитивните законски прописи кои важат во Република Македонија, да ја негуваме демократската расправа и да овозможиме конструктивен напредок на нашата Гевгелија. А верувам дека женската енергија носена од мене, како председател на Совет, може да придонесе во тоа. Верувам дека помеѓу меѓусебна почит, партнерство и ангажираност ќе успееме да реализираме значајни проекти и да обезбедиме стабилен и одржлив развој на општина Гевгелија. Ви благодарам. Да продолжиме со работа. Точка 3. Предлог решение за избор на председател и членови на комисијата за прашање, избори и именувања на Совет на општина Гевгелија. Според член 40 и член 51 од статутот на општина Гевгелија, комисијата за прашање на избори и именување на Советот на општина Гевгелија е постојано работно дело на Советот, составена од председател и 4 члена. Председателот и членовите ги избира Советот од редот на членовите на Советот на предлог на членовите на Советот. Почитувани, по извршената координација од страна на сите советнички групи, за председател на комисијата се предлага советникот Ѓорги Петков, а за членови на комисијата советниците Димитар Вегов, Борче Стојков, Ѓорги Попов и Карамфилка Алчинова. Отварам претрес по предлогот. Доколку нема, го ставам предлогот на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека предлогот е едногласно усвоен. За председател на комисијата за прашања на избори и именување на Советот на општина Гевгелија е избран советникот Ѓорги Петков, а за членови советниците Димитар Вегов, Борче Стојков, Ѓорги Попов и Карамфилка Алчинова. Предлагам точките 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 да се изнесат на заедничка расправа, а по нив да се одлучува поединечно. Дали сме согласни по овој предлог? Кој е за? Констатирам дека едногласно е усвоен овој предлог. Точките од точка 4 до точка 10 да се изнесат и дискутираат заедно, а по нив да се одлучува одделно. Дозволете ми да ги изнесам точките. Точка 4. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на Советот на општина Гевгелија. Точка 5. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој на Советот на општина Гевгелија. Точка 6. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за статус и прописи на Советот на општина Гевгелија. Точка 7. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за здравствена и социјална заштита и заштита на децата на Совет на општина Гевгелија. Точка 8. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на општина Гевгелија. Точка 9. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за функционирање на системот на локалната самоуправа на Советот на општина Гевгелија. Точка 10. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Советот во општина Гевгелија. Точка 11. Предлог одлука за определување членови на Советот на општина Гевгелија
за присуство при склучување на брак на подрачјето на општина Гевгелија. Предлагам да направиме пауза од 15 минути, за да може да направи новоизбраната комисија за прашање, избори и именување да се состане и да ни ги достави предложите за избор на председатели и на членови на комисијата. Паузата ќе трае онолку колку ќе биде потребно комисијата да ги донесе потребните предлози. Благодарам. Ќе замолам само да не се оддалечувате премногу како би можеле да продолжиме со работа. Отворам претрес по предлог решенијата со извештаи од комисиите. Најпрво му давам збор на председателот на комисијата за избор и именување. Петко, повелете. Почитувани, по одржаниот состанок на Комисијата за прашања на избори и именувања на Советот на општина Гевгелија ги предлагаме следниве членови на Совет за следниве комисии. Избор на Игор Илков за председател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина при Совет на општина Гевгелија, а за членови следниве советници: Зоран Димитров, Павлина Минова-Ичева, Борче Нечевски и Карамфил Калчинова. Избор на Димитар Вегов за председател на Комисијата за финансирање, буџет, локален економски развој на Совет на општина Гевгелија, а за членови Борче Стојков, Надица Ристовски, Михаил Тодоров и Елизавета Сивова. Избор на Николчо Петров за председател на Комисијата за статут и прописи при Совет на општина Гевгелија, а за членови Елизавета Сивова, Надица Ристовски, Ѓорѓе Попов и Игор Илков. Избор на Зоран Димитров за председател на Комисијата за здравствена и социјална заштита и заштита на децата при Совет на општина Гевгелија, а за членови Елена Хаджиниколова, Сара Маркова, Михаил Тодоров и Александар Киров. Избор на Павлина Минова-Ичева за председател на Комисијата за образование, култура и спорт при Совет на општина Гевгелија, а за членови Димитар Вегов, Георги Петков, Борче Нечевски и Николчо Петров. Избор на Ѓорѓе Попов за председател на Комисијата за функционирање на системот на локалната самоуправа при Совет на општина Гевгелија, а за членови Борче Стојков, Зоран Димитров, Николчо Петров и Александар Киров. Избор на Елена Хаджиниколова за председател на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Совет на општина Гевгелија, а за членови Сара Маркова, Надица Ристовски, Николчо Петров и Елизавета Сивова. Ова е извештај од одржаната комисија. Ви благодарам. Дали некој се јавува за збор? Алчинова, повелете. Добар ден, колеги советници, почитувана председателке, градоначалник, представници од општинската администрација. Како член на Комисијата за прашање на избори и именување, се состанавме и имав прашање, каде што според онтовиот модел пратеничката група на СДСМ има освоено 4 советнички места. Нас не беше понудено само едно, и тоа во комисијата, предно пред еден председател на комисија, и тоа комисија за статус и именување. Ние во претходниот состав имавме председател на комисија за еднакви можности на жените, комисија за еднакви можности, и баравме и сега да го имаме истото, каде што сме одбиени. Баравме уште еден член во комисијата за здравство. Нашиот представник во комисијата за образование, култура и спорт не е вметнат од тоа што беше дадено, и според тоа нашиот советник Елизавета Сивова се повлекува од функцијата за председател
на Комисијата за статус и прописи Елизабета Сивова и останува само како член. Значи тоа што е поварано, знаете што е дадено. Толку, благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Советник Мелевски. Добар ден, почитуван градоначалниче, почитуван председатели на Совет на општина Гевгелија, почитувана пратеничка во Собранието на Република Северна Македонија, почитувани советници и почитувана јавност. Јас ќе си земам за право да кажам, затоа што на средбата која беше пред конститутивната седница, она што беше договарано во просториите на општината за комисиите, значи не сте излезени во пресред на она што беше договарано, затоа што како член, како представник од образованието и нашата партија во нашата координација дадовме список на членови кои треба да бидат во која комисија и таму се договоривме со сите представници од сите политички субјекти кои се тука, а гледам дека сега тоа не е испочитувано. Би сакал да се испочитува она што беше договорено. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку не се јавува Сивова, повелете. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници, представници на општинската администрација, медиуми и почитувана гевгелијска јавност, добар ден. Морам само да констатирам дека јас бев член и во претходниот состав на Советот, каде што советничката група на СДСМ имаше 7 члена во самиот состав на Советот, од кои што 7 члена, 4 има место председател на самата комисија. Тоа во овој случај сега сме 4 члена, да, ама по логиката на нештото и по бројот на советници сметавме како советничка група дека заслужуваме повеќе. Тоа сооднос не е спазен. Мојата забелешка е на тоа. Благодарам. Дали има некој друг да се јави за збор? Доколку нема, свикувам пауза од 10 минути за координација. Благодарам. Продолжуваме со расправата по точките од точка 4 до точка 10. Дали некој се јавува за збор? Петков, повелете. Почитувани, по кратката пауза и по координацијата на оваа комисија правија мала корекција, каде што во Комисијата за образование, култура и спорт при Совет на општина Гевгелија, наместо лицето Николчо Петров, овде ќе биде Цветан Неловски. И сега ќе ви го прочитам целиот нов состав на комисијата. Председател ќе биде Павлина Минова Ичева и членови ќе бидат Димитар Вегов, Георги Петков, Борче Нечевски и Цветан Неловски. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку не се јавува друг за збор, предлагам да ги ставиме точките на гласање. Точка 4. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на Совет на општина Гевгелија. Кој е за, молам да крене рак. Констатирам дека едногласно е усвоена
точка 4, предлог решение за избор на председател и членови на Комисията за урбанизам, комунални дейности и заштита на животната средина. Преминуваме кон гласање на точка 5. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој на Советот на општина Гевгелија. Го ставам предлог решението на гласање. Кој е за, молам да крене рак. Констатирам дека оваа точка е едногласно усвоено, односно точка 5, предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој на Советот на општина Гевгелија. Преминуваме кон гласање на точка 6. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за статут и прописи на Советот на општина Гевгелија. Кој е за, молам да крене рака. Констатирам дека едногласно е усвоена точка 6, предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за статут и прописи на Советот на општина Гевгелија. Преминуваме кон гласање на точка 7. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за здравствена и социјална заштита и заштита на децата на Советот на општина Гевгелија. Кој е за, молам да крене рака. Констатирам дека едногласно е усвоена точка 7. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за здравствена и социјална заштита и заштита на децата на Советот на општина Гевгелија. Преминуваме кон гласање на точка 8. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на општина Гевгелија. Кој е за, молам да крене рака. Констатирам дека оваа точка е едногласно усвоена, односно точката предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на општина Гевгелија. Преминуваме кон гласање на точка 9. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за функционирање на системот на локалната самоуправа на Совет на општина Гевгелија. Молам со кревање рака да се изјасниме кој е за. Констатирам дека оваа точка е едногласно усвоена, односно точка 9, предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за функционирање на системот на локалната самоуправа на Советот на општина Гевгелија. Преминуваме кон гласање на точка 10. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Советот на општина Гевгелија. Молам со кревање рака да се изјасниме кој е за. Констатирам дека и оваа точка е едногласно усвоена од членовите на Советот, односно точката 10, предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Советот на општина Гевгелија. Преминуваме кон гласање на точка 11. Предлог одлука за определување членови на Советот на општина Гевгелија за присуство при склучување на брак на подрачјето на општина Гевгелија. Молам со кревање рака да се изјасниме кој е за. Констатирам дека и оваа точка е едногласно усвоено од сите членови на Советот на општина Гевгелија. Пред да преминам кон завршувањето на денешната конститутивна седница на Советот на општина Гевгелија, би сакала да му дадам збор на градоначалникот на Гевгелија, Антон Сарамандов, да ви се обрати. Почитувам присутни, почитувам мобилни. Најпрво сакам да честитам на новиот председател на Совет на општина Гевгелија Нека Станкова и на сите членови на Советот на општина Гевгелија за добриот мандат и посакувам успешна работа. Верувам за тоа како и претходно во наредните 4 години сегашниот состав ќе донесе голем број на одлуки кои ќе значат реализација на нови проекти и одлуки кои ќе придонесат за познат економски развој и нови инвестиции, што е нашата главна заложба. Веќе по завршување на конститутивната седница, ми следува активен период. Следната недела имаме сечена седница по повод општинскиот празник 7 ноември, седница во ноември месец, на тој ќе биде разгледен
кварталното извештање започна со 30 септември, а доколку временски заврши изборниот процес, имаме ребаланс во зависност од тоа дали целокупниот изборен процес ќе заврши до 15 ноември, за да во декември месец започнуваме со буџетот за 2026 година една седмица на почетокот на декември пред буџетот на крајот на декември месец. Иако е конститутивна седмица, со оглед на тоа што погледот од членовите на Советот се многу издрани, на кратко само ќе најавам што ни следува, кој е моменталната ситуација во која се наоѓа локалната самоуправа, значи до крајот на 2025 година ќе завршиме со проектите кои се во тек на реализација или ќе започнат соодносно со програмата за 2025 година, а веќе со новиот буџет и утврдени приоритетите за следната година. Приоритетите се тие кои погледнете програмите на сите политички партии, над 30% од проектите се соопаѓаат. Исто така, истовремено, започнуваме со изработка на техничка документација и на основни проекти за сите проекти кои не се предвидени во програмата. Значи, примерот 2021-2022 година се пропише како добар пример, ќе ги изработиме техничка документација за сите проекти, заклучно со крајот на првата половина 2026 година, бидејќи проектите одвараат помалку време, проектите одвараат подолг временски период, а потоа ќе пренастапиме кон стратегијата на аплицирање на државни и меѓународни организации со цел реализација на дел од проектите, во зависност од можностите кои ќе бидат на тие овозможени на тие организации, а останатите проекти со кои што не можеме да аплицираме, ќе ги реализираме во наредниот период со средства од сопствениот буџет. Исто така, во делот на финансиската состојба на општината, бидејќи имаше предизборно секакви информации, значи во моментот општина Гевгелија, исто како најавив назад, половина првиот мандат, споредено со 2021 година, односно кредитните области, што ги имаме, споредено со 2021 година, кредитните области не се исти, висината на кредитните области, со тоа што редовно ги се фиксираме, а во однос на текуните области, 31.12.2021 година, некаде беа околу милиони левра, а на сметката на основен буџет имаше околу 3 милиони левра на 50.000 евра. Во моментот општина Гевгелија за прв пат има повеќе средства на основен буџет во однос на текуните области. Значи, работата на овој советнички состав и граѓаното започна во една многу по-нормална ситуација во однос на финансиската состојба, по-нормално ќе можеме да ги планираме сите проекти во имена. Тука особено ни помогна и делот зголемувањето на приходите по однос на ДДВ од централната власт. Значи, во 2025 година општина Гевгелија, заедно со општина Игорин и општина Охрид, имаше зголемување од над 80% по однос на приходите од ДДВ, што влегуваат во основниот буџет. И како резултат на добрата реализација на буџетот во последните 3 години, а исто ќе биде за ова 2025 година, како резултат на стопанската активност во градот, имаме огромно зголемување на ПДВ-то, кој исто ќе ни овозможи нормално да планираме, верувам дека континуитетот ќе го продолжиме и во наредниот период, бидејќи таа е значителна сума на средства која генерално оди во капитални расходи, значи зголемувањето на ДДВ исто така дојде и заради поголемен процент на капиталните расходи во овие 3 години. Уште една значајна
работа која сакам да ја спомнам е анализата која во наредниот период ни се направи во однос на тоа дали е потребно формирање на ново јавно предпријатие, неговата функционалност и економска оправданост, со оглед на тоа што на јавното предпријатие планарец му беа припоени повеќе дејности како зонското паркирање, автобуската станица, стационарот, а со оглед на тоа што има потреба и од одржување на личното осветлување, кои ги наложи и јавен превоз, а исто така во ова јавно предпријатие би било истотомислување со имот на општината. Во наредните 3 до 4 месеци ќе биде направена една детална анализа дали ќе пристапиме кон формирање на едно ново јавно предпријатие кое би било прво функционално, второ би имало економска оправданост. Од наредната седмица до иднина за сите 4 кои ќе бидат преземени ќе дебатираме, верувам дека ефективни ќе бидат сите седмици на Совет и после 4 години почнат имаме голем број на завршени проекти, што е поважно стопанска активност, нови инвестиции со цел подобар локални економски радови. На крај уште еднаш ви посакувам успешна работа. Со ова, колеги советници, дневниот ред на првата седница на Советот на општина Гевгелија е исцрпен. Ви благодарам за соработката и присуство. Ве поканувам на заедничка фотографија од првата конститутивна седница на Советот, да направиме заедничка фотографија. Верувам колегите сами сите да се фотографираме и замолувам координаторите на советничките групи да пристапат за крај.